Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за женското здравје и вакцината против хума папилома вирусите. На кој начин оваа вакцина штити од карцином на грлото на матката и кој се може да ја прими? Во некои земји покрај девојчињата, вакцината против ХПВ ја примаат и момчињата. Зошто? Како се заразуваме од овие вируси ќе ни објасни денешниот гостин, доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по хируршка гинеколошка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Докторе, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Драго ви е секогаш да бидам гостин кај вас и поздрав до вашите гледачи. Веднаш ќе почнам со суштинското прашање. Како може вакцина која што штити од вируси всушност да штити од карцином на грлото на матката? Така, значи одма прво да веднаш да расчистиме за да нема погрешно разбирање, пошто некако така кога оваа вакцина практично таа веќе од 2006 година е воведена, не се станува збор за вакцина против рак, да се разбереме. Туку у суштина станува збор за вакцина која што треба да заштити од вирус, во случајот хуман папилома вирус, кој што предизвикува рак. Значи вирусот е тој кој што доведува конкретно до појава на карцином и затоа хуман папилома вирусот спаѓа во таа група на така речени онкогени вируси. Значи вируси кои што може да доведат до одредени промени практично во генетиката на клетките, на тој практично механизмот со кој што се доаѓа до одредени пореметувања, блокирање на одредени контролни механизми во самите клетки, што на крајот конечно доведува до појава на карцинозни клетки, односно развој и појава на карцином. Сега идејата и улогата на вакцината е токму тоа. Значи да го припреми организмот, односно да го стимулира имунитетот, практично да предизвика имунен одговор, да во случај кога организмот ќе дојде во контакт со вирусот да биде подготвен и спремен да го елиминира. Тоа е во суштина идејата и целта на де факто на сите вакцини, вклучително и на оваа вакцина наменета против хуман папилома вирус. Има голем број хуман папилома вируси. Да. Повеќе од 200 или 400. Голем е бројот. Тоа е огромна фамилија, практично таа папова вириде, така се вика терминолошки, да не замарам луѓето. Работата е тоа што не сите типови што спаѓаат во таа фамилија се конкретно опасни условно земено или да предизвикуваат одредени состојби инфекции кај човекот, пошто имате и таа група и се и кај животните али се посебни. И сега се хуман папилома, затоа се нарекуваат човечки, значи практично кои што имаат тенденција да предизвикаат одредени инфекции кај човекот и не се сите од тие опасни во поглед во смисол на тоа дека доведуваат до појава на карциноми. Колку се високоризични? Од високоризични па сигурно преку 30 и нешто, 40 видови соеви кои што се категоризирани во типови, подтипови групи, а иначе преку 100-120 различни од тие видови на ХПВ хуман папилома вируси кои што може да доведува до промени, не сите пак кажувам во поглед во смисол на карцином. Она што е сега затоа интересни од гледна точка на она што може да предизвика конкретно од гинеколошки аспект, значи обично кога ќе се спомне хуман папилома вирусот се врзува со гинеколошка проблематика. Првично и така е практично тргната целата идеја од моментот кога е докажано и потврдено дека станува збор практично за заболување, конкретно за карциномот на грлото на матката, каде што директен предизвикувач, значи оној етиолошки причинител е практично изолиран и потврден де факто дека се работи за вирусна инфекција, односно како што кажавме хуман папилома вирус. Сега нас ни се интересни од аспект на клинички гледано како клиничари, повеќе обрнуваме внимание на така наречените високоризични вируси. Зошто е тоа така? Затоа што тоа се таа група на вируси кои што де факто го имаат оној онкоген потенцијал, кои што може да предизвикаат промени и се најдени процентуално, најзастапени се во карциномите, докажено. Посебно затоа тука се издвојуваат како во таа група условно земено најопасни, ако така некако да ги споменеме, тип 16 и тип 18 кои што се вклопени во склоп и на вакцината против ХПВ. Сега освен тие два високоризични вируси, покасно тоа ќе го елаборираме од аспект на тоа кои се сега веќе на пазарот достапни таа 9-валентна
од 2017-18 година е веќе достапна конкретно Значи, во 9-валентната штити од 9 типови. Да. Таа што се применува кај нас? Да, кај нас е 4-валентната. 4-валентна, да. Која што е главно доминантна во поголемиот дел земји во вклучува овие светот, да. Два типа што ги споменавте, што се 16, 18 и 6 и 11. Сега 6 и 11 типовите се нискоризични вируси. Таа другата категорија, што кажам, нискоризичните вируси, затоа се и нискоризични, терминолошки земено, дека имаат потенцијал да предизвикаат промени, еве, во народот познати како кондиломи, брадавички. Ето така. Генитални брадавици. Кои што исто така си имаат, нели, своја етиопатогенеза, тек, начин на интервенирање, така натака, меѓутоа де факто најчесто ги наоѓаме овие два вида, 6 и 11. И затоа и тие се вклопени во склоп на практично на Гардасилот, ова вакцина 4-валентна, која што и кај нас конкретно достапна според тој вакцинален календар, токму со цел дали да се заштити од една страна од двата условно кажано еве најопасни, ако така може да ги кажеме 16 и 18 и 6 и 11. Но со минување на времето, значи едноставно во почетокот се мислеше кога се појави таа вакцина, нали, на пазарот, дека дозволува евентуално постоење на така речен крстен имунитет со некои други високоризични вируси, меѓутоа како минува времето, а и со оглед на тоа што сега одма зошто па само 6 и 18, ако има и други високоризични, споминавте, голем број. Затоа што тие се, еве конкретно тип 16 е најчесто присутен во цервикалниот карцином. Значи во преку 60% од цервикалните карциноми, инвазивни цервикални карциноми, се детектира овој тип на вирус. И токму од тие причини практично он е земен и е најчесто превалентен, значи на европско тло. Значи во Европа, и вториот е тип 18. Се беше интересна конкретна дискусија за кај нас, например. Во Македонија многу по-чести, до тоа има практично објавено практично и магистерски трудови, докторати на таа тема, каде што колеги што се занимаваат, да речеме условно земено по-прецизно со таа проблематика, дека тип, например, тип 33, тип 35 од високоризичните се многу почести во Македонија, да речеме на место тип 18. И се така е слично повеќе или помалку во други земји во светот, и како минуваше времето, значи се свати дека да, потребно е да се прошири палетата условно земено, нали, на кога стана збор за вакцините, нали, за да може да биде направено покривање и на тие типови, нали, на високоризични вируси, кои што исто така, како и овие другите, имаат висок онкоген потенцијал да може да доведат до цервикален карцином, вклучително и овие два нискоризични, кои што се најчесто одговорни за така наречените овие генитални брадавици и кондиломи, кои што се исто така самите по себе, нали, проблем, нали, генерално, и кои што бараат одреден третман. 9-валентната вакцина ги покрива овие? Да. Број 33 и 30? Да, 33, 35, 45 и сега да не сгрешам 50. Значи оние кои што се најприсутни на нашето тло. Да. Генерално тоа е, значи сега веќе на светско ниво. Целата таа вакцина е присутна, одобрена, FDA approved, и веќе практично земите ја применуваат. Сега секако и кај нас, значи во Македонија, преку Министерството за здравство, Агенција за имунизација и така натака, значи се таа мислам дека е регистрирана и се прават напори, нали, да се донесе во смисол, нали, да биде достапна и за нашите пациенти. А колку време трае заштитата од вакцината? Па сега, значи некаде отприлика според податоците и анализите што се правени се долгогодишни веќе може да кажеме според следењето на пациентите, дека некаде отприлика 5 до минимум 10 години може да овозможува практично некаква форма на заштита, но не дека се губи комплетно, меѓутоа сакам да кажам оној јак имун потенцијал и одговор за да може да обезбеди некакво си покритие. Сега кога стана збор за вакцинацијата, веднаш да кажеме се во моментот постојат и одредени како минуваа годините, возрастни граници условно земено до кога има логика се прима, има ли потреба и така натака. Ајде сега тоа разјаснете него. Сега идеме на тоа кој може да ја прими вакцината. Обично се дава кај девојчиња помеѓу 12 и 14 години. Зошто толку рано? Моето прво прашање. Океј. Веднаш ќе одговорим. Точно. Значи, тоа е меѓу другото и меѓу останатите, нали, една од препораките на Американската асоциација за педиатрија, пошто се работи, нали, за таа категорија и е прифатено генерално, значи дека и вклучително според вакциналниот календар и кај нас, вакцинацијата, значи практично се опфаќа девојчиња од
12-13 годишна возраст да се почне со вакцинација. До 15, така наречена кетчап вакцинација може да има, што фаќање дополнително на од 15 годишна возраст па нагоре, некаде првичната граница стои до 26 годишна возраст, значи веднаш. Со таа кетчап вакцинација, значи на која се спомнува до кога. Веќе има поместувања дека практично со вакцинација може да бидат ватени и постара генерација и као граница сега во моментот стои некаде до 45 годишна возраст. Аха, значи навистина се поместени границите. Значи се поместуваат како минуваат годините, така се поместуваат и границите за евентуално, пошто прашањето е сега може ли ја да се вакцинирам. А зашто под 45 година сметаат дека нема да има ефект кога над периодот 45. на после 45-та година, така, се извинувам, значи над 45-та година кога се смета дека и менопаузата е ризик фактор за појава на КПВ инфекции. Значи кога зборуваме, значи ајде одма и тој дел сега да го, пошто некако се спојуваат тие теми една со друга. Значи хуман папилома вирусната инфекција или ХПВ-то генерално спаѓа во групата на сексуално преносливи болести. Значи тоа е главниот начин на кој што може практично индивидуата да биде заразена, инфицирана, значи со сексуален контакт. Сега кога зборуваме сексуален контакт, тоа е малку по-широка тема. Значи дали се работи оној класичен сексуален однос, не, да, начин дали заработи вагинален, анален, орален и така натака, значи тоа веќе влегуваме од таа група затоа што сите тие се начини, па дури контакт кожа со кожа, затоа што практично има вирусот покажува тенденција за инфицирање на кожата генерално, така епидермот, епителот, така да кажам. Што значи дека кога одиме од логиката е сексуално пренослива инфекција, тоа не значи дека луѓе на 45 години престануваат да бидат сексуално активни или па и да се во менопауза. Кога сме кај тоа прашање и таа тенденција веќе постои, значи баш сега негде брзо читав и за поместување на тие граници на што реков, и над 45 годишна возраст, затоа што се продолжува дека животниот век на луѓето. Не значи тоа дека вклучително и појавата на евентуални карциноми во покасните години. Сега значи изборуваме за над 50, 60 годишна возраст, значи пошто животниот век е многу продолжен. Значи луѓето живеат подолго, значи начинот лајфстајлот им се менува, медицината оди напред, значи и сето тоа влие да меѓу другото се размислува ова што кажавме не 45, да се поместува таа граница за евентуално до кога има логика некој да инсистира или да бара да биде евентуално вакциниран со ХПВ. Така да значи сето тоа стои. Се вратиме назад тоа што ме поставивте прашањето зошто 13 години. Значи, знаете како беше таа граница спуштена е конкретно и според тие препораки, вакцинацијата може да се почне од 9 години. Значи првично беше и така поставена, меѓутоа конкретно кај нас имаше тоа малку и така реакција за 9 години, кога деца тоа се да, окей, па ајде 12-13 години, што е најприфатената возраст на почнување. Идејата е за да се практично поентата на вакцината е да се постигне имунитет пред да се започне со сексуална активност. Тоа е идејата. Обично во тие години са 13-14 годишна возраст, значи се тоа деца, девојчиња кои што се 8, 9, 7, 8 деление, 9, значи влегуваат во пубертет, кога почнуваат организмот доживува промени генерално она таа заинтересираност за себе, за спротивниот пол, значи почнуваат и тој дел веќе да се интересираат и не е мал бројот на случаеви кога вие значи се започнува со сексуално односи веќе од 15-16 годишна возраст, првите сексуални односи. Така да идејата на вакцинацијата е да се токму фати во таа возрастна група, таа генерација, за да се постигне да се барем минимум година-две од моментот на вакцинација за да се стимулира имунитетот и да биде подготвен организмот при евентуално првиот сексуален контакт, доколку се тоа не значи дека сигурно така апсолутно ќе, значи да се разбереме да не се тоа свати така, но тога доаѓаме до другиот момент, секако дека треба да се применуваат другите мерки на заштити, начин на однесување, користењето на кондом на прво и основно место. Значи тоа се секогаш треба да се за кондомот вела дека не е целосна, не возможува целосна заштита од ХПВ инфекциите. Така е. Баш заради оној контакт кожа со кожа. Меѓутоа затоа па го намалува контактот слузниците контакт. Значи сакам да кажам дека сепак пружа некаква заштита и на тоа кога ставите и вакцинацијата, значи заштитата е многу далеку поголема во поглед на инфицирање со ХПВ и на тој начин превенирање од појава на овие болести. Сега пред се кога мислиме на цервикалниот карцином или конкретно на појава на кондиломи.
Докторе, во некои земји покрај девојчињата, ова вакцинација ги опфаќа и момчињата. Зошто е тоа така? Па од истите причини. Значи, примарно се идеше на тоа да се размислува дека треба да бидат вакцинирани само девојчињата или женската популација, така да кажеме, затоа што во принцип проблемите или карциномот на грлото на матката, односно ХПВ-то пред се главно предизвикува пореметувања и промени кај жените во смисла на цервикалниот карцином. И со таа идеја затоа е така тргнато. Но мажите се преносители. Значи, но нема самата ХПВ инфекција нема симптоматологија. Значи вие не може да препознаете, на пример, не знам, наслика од грип знаете како е. Видите симптоми, нос тече, кашлате, знаете дека овдека нема такви симптоми. Не постојат симптоми за да може вие да препознаете, аха, јас имам ХПВ инфекција. Откако ќе се појават промените, вие дознавате дека имате ХПВ инфекција. Или одењето на зошто се алудира и се инсистира на редовните гинеколошки прегледи, или скрининзи и така натаму. Подискутиравме тоа и минатиот пат кога бил, значи скрининг цело време по еден куп телевизија, еве јас се поев и други колеги да се инсистира на тоа да се оди на преглед, редовен гинеколошки преглед. Да, значи да се земе ПАП тест затоа што тој ќе обозможи промена на клетките или да детектира евентуално постоење на ХПВ инфекција. Па на тука тргнуваме со правење на ХПВ типизација и така натаму и така натаму. Значи токму заради таа причина што нема симптоми, нема начин како вие да го дознаете дека сте инфицирани. Мажите се главно преносители. Кога зборуваме преносители, тоа одма повторно промени на гениталните органи. Може и кај мажите да се јават промени на пенисот, кондиломи. И тогаш јасно евидентно дека да, има промена која што е предизвикана од ХПВ. Знаете дека тој има ХПВ и може да ја пренесе. Меѓутоа во огромен процент нема. Значи нема никакви промени симптоми, едноставно само знае да го пренесе без да уопште е свесен дека е носител. Ама има една сега друга ситуација која што се менува во поглед на ХПВ-то. Пошто ние се цело време се фокусираме ХПВ во поглед на цервикален карцином, погледете многу поретко карцином на пенис или појава на кондиломи. Меѓутоа како минуваат годините, се потврдува веќе и тоа е апсолутно јасно дека ХПВ-то е одговорен и за други типови на карциноми. Посебно конкретно кај машката популација, нали, апропо прашањето за зошто се вакцинираат и момчињата. Орофарингиалниот карцином. Значи расте процентот, бројот и тоа се конкретно во Соединетите американски држави на многу интересна студија негде 2013-14 правена, мислам се не ме фати за збор точно деталите, каде што ни заклучуваат дека е забележано, ако порано се сметало дека орофарингиалниот карцином, карцином на грлото и на карцином на грло, уста, ушна шуплина, фарингс, значи орофарингиален, или тие спаѓаат во таа група на карциноми на глава и врат, така се во категоризацијата. Главно било обвинувано пушењето цигари, не знам, жвакање, тутун, значи такви некои што може да предизвикуваат, нали, освен карцином на белодробие, карцином, нали, на орофарингиалната шуплина. Меѓутоа кога почнува исто така да се интересираат малце повеќе околу тоа, ајде да видиме што е баш причинителот. Фатаме дека во тие карциноми ХПВ вируси. Што значи дека меѓу другото и тоа спаѓа во таа категорија на, значи, каде што ХПВ-то не само цервикален карцином или карцином на вагина, вулва, кај женска популација, поретко карцином на пенис, него имате на огромна категорија. Дека бројот автоматски доаѓа до драматично зголемување, конкретно во Соединетите држави, на орофарингиалните карциноми како последица на ХПВ. Слично е секаде во светот, па и кај нас. Ако го барате, ќе го најдете. Што значи дека и тоа повторно се поврзува со одредени навики. Значи кога зборуваме, тргнавме сексуално пренослива. Така. Сакам да кажам, значи од тој аспект. Понатака, карцином на анус. Исто така. ХПВ е одговорен. Значи не е само карцином на цервикс. Кој ќе видите сега однес се наоѓаме на една категорија на 5-6 карциноми каде што се ХПВ асоцирани. Кај нас момчињата може да примат оваа вакцина доколку родителите сакаат? Не е влезен, може. Но не е влезено во вакциналниот календар. Сето година кога ќе се каже сега што тоа би значило. Државата практично се има потрудено и тоа е, знаете како кога зборуваме за ХПВ вакцинацијата и Македонија, ние сме една од првите држави на, може да кажам, на Балканскиот полуостров, од XU земите, први ја воведовме таа вакцина во редовната 2009 година, мислам. Сега како минуваат времето, сега веќе негде 2017 година, 18 беше спомнато дека веќе 71 земја во светот го има ставено ХПВ вакцинацијата во редовниот календар за вакцинација. Но и покрај тоа,
ние за жал опфатноста Колкав е обсегот? Ајде ќе земам до душе претходните години можеби не се баш најсоодветни со оглед на пандемијата, меѓутоа намалена е вакцинацијата. Да, меѓутоа значи тоа мора да се алудира, значи независно од короната, вакцинацијата не смее да сопре, затоа што не само за ХПВ. Воопшто. Генерално земено. Но со ХПВ има бројни динамики, ќе ги разгледаме и тие. Негде, мислам, последната бројка беше на 41%, што е страшно малку. Има многу се скептични во однос на оваа вакцина. Можеби дел од сомнежите произлегува и кога една голема земја како Јапонија ја прекина вакцинацијата поради бројните насакани ефекти во 2013 година, ако не се лажа. Да. Се промени ли тоа кај нив? Да, читав дека сега од оваа година планира да ја вратат. Претходно 2019 веќе практично Министерството за здравство на Јапонија, да тоа е интересна приказна што спомнавте. Пошто земја како Јапонија обично представува репер и пример за дисциплина, за наука, за знаење, за технологија, техники и така натака, меѓутоа тоа што се деси таа 2013 година ни почна да ставија вакцинацијата во нивниот календар и тоа мислам дека таму кај нив не беше Гардасил од вакцината, него Церварикс. Тоа е уште една од вакцините, но таа заштитува таа е двовалентна. Значи не е 4 валентни, два вируси, да. Работата е дека се почна се фино лепо, но сега тоа е типичен пример, го спомнуваат за она што се вика misinformation. Значи дезинформација. Несакани ефекти кога зборуваме од самата ХПВ вакцина, значи навистина ми е тоа апсолутно морам да го спомнам. Значи се правени, знаете, низ години во 2006 година таа вакцина воведена. Имате земји во светот кои што имаат опфатност и преку 80-90%. Австралија ќе земам за пример. Соединените американски држави, Канада на пример, добар дел од европските земји. Низ годините практично се јасно детектирани на милионски броеви на луѓе што имаат примено ХПВ вакцина, дека најчестите несакани ефекти се оние лесни: болка, црвенило, оток на местото на болката, на боцкањето. И во многу поретки ситуации може да се јави некаква форма на вртоглавица, на дизинес, што викаат, некаква лесна, но ништо друго сериозно, не сериозно да направи било какви, да речем, не знам, сериозни алергиски реакции или не знам некакви анафилактични или било што. Апсолутно нема. Но она што се случи практично де факто во Јапонија, да одеднаш се јавуваат луѓе кои што по телевизија излегуваат дека наводно од вакцината, не знам, децата го изгубиле, престанале да зборат или не знам, проблеми со одењето, дека значи малку посериозни како компликации, тоа едноставно како буквално како шумски пожар, што се шири низ цела Јапонија. И министерството, посебно конкретно една од името сега не можам да се сетам, на докторка која што се вложил максимално да практично ја промовира вакцинацијата, изложена практично на сериозни напади. Пошто се појавуваат на телевизија луѓе по емисии каде што се жалат, дури судски процеси да тужат практично државата, она се спротивставува на сето тоа, дека сето тоа се лажни информации со податоци, со наука буквално, меѓутоа едноставно отфрлена, дури со изгубено работно место до тој степен. Да практично дома да доаѓа да се заканува, значи сериозен отпор. Меѓутоа како после тоа минува времето, како одеднаш расте драматично бројката на карциноми цервикални во Јапонија низ годините, пошто државата едноставно во тој момент кога имате такво спротивставување на јавноста, едноставно се простава прашањето, значи е непотребно тогаш носењето и покрај тоа што бесплатни вакцини дадено, слободно да се вакцинираат, кој како сака, значи сите удобности дадени, едноставно народот одбива тоа да го прави во Јапонија и сето тоа на крај завршува со растечки драматичен број на карциноми, за да сега повторно се враќаат од 2019 и едноставно се прифаќа тоа дека според сите светски податоци што ги имате и земји во светот што успеале тоа да го постигнат, пак ќе ја кажам, Австралија типичен пример. Па они до 2028 година ќе прогласат ерадикација на цервикален карцином. Значи кај нив е драматично опаднат бројот на нови случаи на цервикален карцином. Они ќе осведат на 1 до 2 случаи на 100.000. А колку има кај нас? Кај нас се бројките од 18 нагоре на 100.000. Имате години по 22-3. За толку мала држава тоа е фрапантна катастрофа. Доктор, ќе пуштиме тука еден блок реклами, а потоа ќе продолжиме со денешниот разговор. Почитувани, останете на Телма.
Денеска гостин во студиото ни е доцент доктор Игор Ауловски, субспецијалист по хируршка гинеколошка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Разговараме за цервикалниот карцином и за вакцината против хуман папилома вирусите кои што овозможуваат спречување на навлегувањето на вирусот во организмот. Од овој момент, почитувани, ќе можете и вие да се вклучите со ваши телефонски јавувања на телефонскиот број 02-3076-677. Докторе, дали вакцината го спречува само навлегувањето на вирусот во организмот или доколку е навлезен, може да го елиминира? Значи, примерно идејата е да спречи. Значи, затоа е практично оно што го спомнавме претходно. Значи, возрастната категорија кога треба да се подготви организмот за евентуално доколку дојде во контакт со вирусот. Сега, тука сме повторно една исто така интересна студија, морам да ја споменам, правена исто во Соединените американски држави, кога се дискутирало на тоа, добро, а дали може конкретно ХПВ-то да е присутен, да речеме, кај вирго, кај девици, значи жени кои што немале сексуален однос. И кога направиле таа студија, земани, значи, брисеви, проби и така натака, утврдиле дека и кај нив има ХПВ. И се однесе постави прашањето, добро, на каков начин така? Да, ама после тоа кога е направено подетално анализирање на тие девојки, жени, пошто возрастната категорија не е точно спомната, се работи за млади особи пред се. Тогаш дека имаат така нечено non-sexual behavior, значи однесување кое што не е врзано со пенетративен секс. И сега тука повторно доаѓаме до нешто што се вика начин на тој sexual behavior специфично, однесување што овозможува пренесување меѓу другото допир раце, контакт, користење на предмети и така натака или каде што не мора секогаш да станува збор за, кажувам, класичен пенетративен однос. Така. Што значи дека ХПВ-то, односно вакцината има примарна идеја да заштити. Сега, а што ако веќе има? Тоа е често прашање, добро, имам ја сега ХПВ, дали тоа би значило сега смеам, не смеам да се вакцинирам? Не смеа да се вакцинира. Затоа што на крајот на денот сега елиминирање на самиот вирус, ако тој веќе е влегол и е присутен или па направил некој проблем, тогаш веќе идеме во друга категорија. Тогаш логиката на вакцината веќе е изгубена. Така, ако веќе вирусот влегол и направил промена, кој што ние детектираме дали со помош на ПАП тест, колпоскопски, па гледаме одредени промени, веќе сега треба да применуваме третман. Така. Значи не превенција. Значи да разбереме, вакцината е превенција. Но ако вирусот е само детектиран, немаме промени се уште, може да се вакцинираат. Затоа што на крајот на денот сега ние ќе детектираме на пример, не знам, тип 35, да речеме, а со постечката вакцина боцнете се ќе заштити од 16, 18, 6 и 11 и така натака. Така да, или со нановалентната вакцина, значи ви пружа можности да се заштитите и од другите типови на вируси. Значи да, може да се вакцинираат ако е присутен вирус. Али повторно кажувам, ако веќе имате промена присутна, нема поента, логиката на вакцината е, нали? Имаме гледач, доктора, да му дадеме можност да го постави своето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Слушајќи го господинот доктор, човек ќе стекне убедување дека да вистина вакцината штити. Меѓутоа би сакал да го прашам нешто. Господинот Ото 1936 година докажа причината за канцер. Не станува збор за никаков вирус. Према тоа, ако вакцината штити само неколку вида, тогаш би се вакцинирал некој од вакцина превентивно, би го прашал второ нешто докторот. Дали погледнал на интернет да види колку случаи на девојки млади вакцинирани на 13-14 годишна возраст, после вакцината остануваат доживотно неподвижни, тешки случаи кои мајките не можат да ги лекуваат и кои се го болнат денот кога воопшто. Така, ви благодарам за вклучувањето. Ние и го фативме сето ова, зошто? Да, еве повелете. Нема проблем, ќе дадам. Има многу кои што имаат ваков став и токму и затоа сакавме да направиме оваа емисија се разјаснато бројни дилеми. Немам не ми е идејата да јас на никого влијам да сменам сега мислење. Односно, да, мојата идеја е да го не да ги убедувам сега. И тоа јас зборувам она што кажува науката, не можам да излегувам надвор од тие граници. Прво една работа, да, конкретно за конкретниот тип на карцином, цервикален карцином, значи ама апсолутно е предизвикувач вирус. Пошто тргнавме, нали, од господјата спомна, нали, друга
Значи сите типови на карциноми се може етиолошки да навлегуваме, различни причини има. Така. Мутагени фактори и така натака се главен виновник да речеме за карцином на белодробие, пушењето цигари, загадениот воздух. Значи вие имате одредени супстанции хемиски што предизвикуваат одредени мутагени промени. На крајот на денот секој од нас носи потенцијал да може перспективно да развие некаква форма на карцином. Имате еден куп различни наследни заболувања кои што се поврзани со појава на одредени карциноми. Никој не го спори тоа. И јас не реков дека сите карциноми се предизвикани од вирус. Сега зборуваме за конкретен тип на карцином. Карцином на грлото на грлото на матката. И не само карцинома, ја ви реков уште неколку типови на карциноми кои што може каде што е конкретно се ХПВ асоцирани. Значи за такво нешто Нобелова награда е добиена сега, аман. Сакам да кажам се да се убедуваме околу тој дел, апсолутно. Немам намера со тоа да спорам. Оној другиот дел, повторно, нали, еве, моментот девојки млади дека останале по интернет и така натака. Се доаѓаме, значи, повторно до оној моментот, нешто слично се спомнуваше, еве, ајде со вакцината за морбили. Така, нешто што имавме проблем во нашава држава пред 2-3 години. Арно, ама после тоа кога букна инфекцијата со морбили, па кога имавме и смртни случаи на деца, тогаш кој е крив? Кој е виновен? Значи, одењето на тоа, односно немањето на доверба, значи е клучниот проблем кога зборуваме за вакцинации генерално, не само за ХПВ вакцина. Значи генерално зборуваме. Истата она приказка сега што ја кажа во Јапонија, па сега ако не знам како другше да ги убивам, секогаш ќе се појави. Зошто секогаш мора да се врзе дека одредена состојба што се појавила кај некого мора да е поврзано со вакцината? Никој тоа не седнал детално да го анализира. Како што беше, не знам, има вакви состојки, такви состојки, не знам какви состојки во вакцините и така натака и така натака. Значи нема тенденција никој лошо да му направи на никого. Сега не е како доктори, како лекареве, јас и сите колеги генерално кога почнуваме тоа значи би значило дека јас еве како доктор треба да имам недоверба во било што ми се нуди на пазарот и од било каков лек на крајот на денот. Сега, да, апсолутно тука е улогата на државата, таа кој затоа постојат агенции, институции кои што се грижат за се до тоа, затоа се тука лекарите и докторите да треба практично тоа да го, не знам, на населението да му се објасни, да се свати дека тоа не е ништо лошо и погрешно. Ај тогаш да останеме последни или ајде да речем први на листата во Европа како земја со најмал број на популација земено гледано, една од најмалите држави во Европа сме ние, со најголем број проценти стапка на карцином на цервикс. Тоа е во ред. Фрапантни бројки. Тоа е во ред ли? Во ред ли да имаме ние на годишно ниво умрени по не знам колку пациентки таму веќе со цервикален карцином. По 120-30 случаи нови да имаме на инвазивни карциноми. Една од причините и не одењето на доктор. Ајде и тоа така да го земеме од таа страна. Меѓутоа апсолутно вакцинацијата помага тоа да се спречи. Ако не ми се верува мене, повторно ќе се спомна интернет, нема проблем. Слободно може да се обратат на интернет и да видат во Австралија што се случува. Јас го спомнав како типичен пример. Или нека Соединените американски држави, Канада, не знам да набројаме еден куп земји во светот кои што практично го постигнале тоа благодарение, меѓу другото, да, на добри превентивни мерки, но и на ХПВ вакцинацијата. Па Светската здравствена организација излезе со еден апел, повик до сите земји во светот, до сите влади во светот, да се направат конкретно максимални мерки за ерадикација до 2030 година цервикален карцином, да се ерадицира во свет, на светско ниво. Затоа што е најпревентибилен карцином. Најпревентибилен. Срамота е да имаме толкави бројки ние овдека и генерално добар дел од источноевропските земји или афричките земји. Еве сега ги земам, не сакам да се компарираме со нешто што е лош, полошо од нас. Не сакам да користам македонска терминологија ќути има и бетер. Не, има и подобро. Значи сакам да кажам дека ако така гледаме, еве да се стремиме кон тие кои што го постигнале тоа. Источни западноевропските земји, Соединените американски држави, Австралија, спомнувам, Канада и така натака и така натака. Еден куп други земји во светот кои што го прифаќаат тоа. Споменавте дека кај нас превентивни гинеколошки прегледи жените не секогаш прифаќаат. Имаше некоја анализа, ако не се лажам, околу 50% од жените во Македонија немаат матичен гинеколог. Ако не се лажам, сега колку ме служи сеќавањето. Бројката мисля може би да не е толку висока, но прилично беше висок тој процент. Сега, кога се оди на превентивен гинеколошки преглед, дали може да се направи пап тест,
тој да биде чист, а сепак да сме инфицирани со HPV вирус. И што во таков случај? HPV вирусот, значи ПАП тестот, меѓу другите таму кои се види листата на параметри кои што се забележуваат при анализата на ПАП тестовите, колегите што тоа го прават цитолози, значи има и една точка во која што ни може да заокружат HPV. Тоа е ниско во групата на промени од низок степен. Што значи дека може да видат одредени промени во клетките што асоцираат дека постои HPV инфекција, но не оние цин, лезни и така натаму. Што значи дека на основа на така видениот ПАП тест може да се направи HPV типизација, за да ние потврдиме дали навистина станува збор за HPV вирус присутен. Доктор, имаме уште еден гледач, што ќе биде последното вклучување во денешната емисија, бидејќи имаме уште 3 минути до крајот на емисијата, затоа ќе замолам што пократко да биде и што поконцизно прашање. Повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Сакам да прашам вака, кој е тестото на изопренозин при третирање на HPV и кои се негативните дејства и дали, например, девојче, мислам жена, 29 години, што, например, има HPV, дали може да има да забремени и да има нормална бременост. И сега, пред една година, значи, направи ПАП тест, имаше ЦИН-2 и имаше HPV 18. Си чистивме, значи, се седе цинот, значи, веќе го нема, со терапија, со витамини, со се, со гинеколошка прегледи редовно. И сега, кога направивме пак контрола, првата контрола беше се чисто, а сега втората контрола да направивме, сега има HPV 33, мислам дека. Добро. Добро, ви благодарам за прашањето. Повелете, докторе. Значи, типичен пример, каде што гледате со контроли, прегледи, може да се фати навремено. Сепак имало ЦИН-2, па имате повлекување на промената и сега се јавува тип 18, колку што разбрав првично, а потоа па се имате тип 33. И тој е високоризичен. И сега ема навлегувам се во објаснувањето, типот првична инфекција може да се работи за реинфекција. Значи можеме повеќе пати да се инфицираме од различни соеви, така? Работата е, значи, во поглед на дали вирусот самиот по себе бара третман, вклучително и за, нели, за гледачот. Значи, не секогаш. Самото по себе присуството на вирусот значи дека треба сега одма нешто да третираме ние. Може организмот самиот да се избори? Апсолутно. Значи во 80% од случаевите пациентите некогаш не се ни свесни дека имаат HPV, доаѓа до само излекување. Организмот сам го елиминира вирусот, не направил промена. Таа мала група од 20% каде што вирусот ќе стане хронична инфекција предизвикува промена, еве како што е во случајот ЦИН-2. Значи цервикална интриепителна неоплазија од градус 2, сад веројатно на ПАП докажана, не знам дали тоа е и на биопсија. Но и во тој случај не си да апсолутно одма сега ќе правиме, не знам, имате пациенти доаѓа докторе, матката да ми ја вадите. Мислам, не е тоа така. Што значи дека организмот има начин на самоизлекување, да ние треба да го пратиме, следиме и да го контролираме. Ако промената постои, имате начини на третман, што може, нали, да се направат од почнувајќи од ласер вапоризации, не знам, до лецови, така натака, или во некои ситуации дури конизации, каде што во тие ситуации вие отстранувате промената. Не може да ги утепаме ние милиони вириони со ласер. Меѓутоа може да елиминираме промената. Што се однесува до она што господин изопренозин, имуномодулаторен механизам, ефект има. За екнување на имунитетот? Да, имуномодулаторни и на локално ниво делување, за да може практично да се избори организмот и се препишува, знам, значи се дава инопренозинот како таков препарат кој што може да помогне во борбата со HPV. А во поглед на забременувањето, пошто праша дали е безбедно? Бременоста дали би можела нормално да се износи? Значи бременоста самата по себе, самиот HPV не е ризик за да остане бремена. Но треба да се следи во таква ситуација во смисол ние обично препорачуваме да се направат неколку контроли, прегледи по можност да биде елиминиран затоа што знаете како самата бременост по себе е состојба каде што имате намалување на имунитетот на жената. Па присутниот HPV може да направи проблем условно земено. И трудниците, меѓу другото, треба да им се прави ПАП тестови. Значи може за време на бременост да се земе примерок од грлото на матката. Ама се инсистира. Имаме еден куп пациенти. Многу се плашат. Знам, ама нема врска, независно. Значи може да се, имаме ние случаи на карциноми во бременост појавени. И промени на грлото на матката пројавени во бременост. Па кој што ги третираме евентуално после завршување на бременоста. Значи не е така баш така едноставно. Затоа и трудниците
подложат на ПАП тестови. И трудниците подложат на ХПВ типизација ако докажеме присуство на вирус. Докторе, ви благодарам многу за вашето гостување. Остана уште низа прашања ни одговорени. Еве можеби одречејќи само уште половина минута, како да знаеме дали имаме висок ризик за развој на ХПВ инфекција или пак нашиот организам ќе се избори само од себе? Постои ли начин тоа да се процени? Па се не проценка. Станува збор кој се ние ризик фактори што може да тако нешто. Значи повторно доаѓаме на заштитени сексуални односи на прво место. Еве вакцинацијата за со цел. Редовни прегледи секако. Пушење. Прекин на пушење. Затоа што пушењето е еден исто така од исклучително високите ризик фактори. Значи еве, вака на кратко. Сосема на кратко, така. Животниот стил генерално земено, значи начинот и на исхрана, значи реаквење на организмот, имунитетот и така натака. Меѓутоа пред се заштитени сексуални односи, алудирам до младите. Не мора првиот сексуален однос да биде, нели, секогаш да биде со размислување дека не е кондомот само да заштити од бременост, него штити од инфекција. Штити од сексуално преносливи инфекции. Уште едно големо благодарам за вашето јасно и убаво појаснување на оваа тема. Благодарам. Почитувани доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по хируршка гинеколошка онкологија при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, беше денешниот гостин во Телма амбуланта, кој ни даде на вистина многу корисни совети и препораки поврзани со превенцијата на цервикалниот карцином и примената на вакцината против хума папилома вирусите. Ви посакувам пријатен ден и до гледање.